Таа Евангелија Сурчева е родена на 3 октомври 1911 година во Струмица. Неочекувано се родила седмаче, полни 2 месеца пред време, закржлавена, со залепени прсти на рацете и нозете. И како што бил редот за недоносени, ја смотале во воловско шкембе и волна и ја ставиле покрај ќумбето, во инкубатор. Во 1911 година Струмица се уште била дел од Отоманската империја. Градот, кој бил економски, административен и културен центар на овој дел од веќе раскладената османска држава. На една година пред почетокот на Балканската војна, таа била центар и на една друга, пострашна војна од таа што подосна ќе се случи. Имено, казата Струмица според тефтерите броела 23.000 жители и била поделена на 2 боишта. Иако тие не наликувале на фронт и не се војувало со пушка или меч, сепак во таа борба имало и вистински жртви. Првото боиште била грчката црква Свети Димитрија, која што се наоѓала на местото од денешното училиште Маршал Титов. И веднаш наспроти неа бугарската црква Свети Кирил и Методий. Таа војна земала толку големи размери, што и двајцата митрополити, патриаршискиот Арсений и екзархискиот Герасим, токму на ова место каде што некогаш се наоѓал градскиот плоштад, воделе војна за секој новородено дете што требало да се крсти. А таков бил случајот за детето на Параскева и Панде Сурчева. Во Струмица постои ретка традиција во врска со крштевањето на новородени деца. Струмичани, за разлика од другите православни христијани, своите деца ги крштеваат веднаш откако малите бебиња ќе наполнат 40 дена. Ако тргнеме од фактот дека Евангелија Сурчева не се родила како Евангелија, туку со незиното прводадено име Андромаха, кој во тоа време е нормално име за женско дете кое припаѓа на семејство и е дел од грчката црква. Тогаш логично е да заклучиме дека малата и болникава Андромаха е крстена токму овде, на ова место, каде што некогаш се наоѓала грчката црква Свети Димитрија. Во патриаршиската црква официјален јазик за комуницирање и богослужење бил грчкиот јазик, па оттаму сите нејзини членови биле запишувани како грци. И ете го раѓањето на големиот грчки пророк Андромаха Сурчев. Колко да сум природена на тој свет. Кажи на кој свет, колко сум природена жена мајка ми. Најпрвата мајка Баронка, а после. Ако ја следиме традицијата за рано крштевање на децата, заради зголемената смртност на новороденчињата, а со тоа знаеме дека при новата Параскева и Панде ја добиле пред време, тогаш со сигурност можеме да кажеме дека Андромаха Сурчева своето прво крштено го добила и пред да напълни 40 денови. Ако почине, да биде погребана, а со тоа да добие вечен живот на небото и еден крст повеќе на струмичките грчки гробишта. Така било тогаш. На двете страни биле важни и крстените и умрените души. За отчет пред турците. Души си се души. Имено, летото 1913 година, откако станало јасно дека фронтот помеѓу непријателските грчки и бугарски војски ќе се протега јужно на 40 километри од градот Струмица. Грците морале да заминат. На заминување, да не го остават градот на вулгарите, го запалиле
и го изгореле речиси до тебе. Тој беше немоќ. Настрадале 1900 установи. Речиси сите приватни куќи, туѓани, пањи, 3 патриаршиски цркви и една синагога заедно со околните грекомански села, како што се Бељуса и познатиот манастир Елеуса, кој што бил патриаршиски. Иако бабиците ја прежалиле, сепак, за чудо, упорноста на мајка и Параскева се исплатила. Па една мартовска ноќ бебето престанало да плаче. Спокојството на сонот и го донело заздравувањето. Тоа, за семејството Сурчеви, била првата радосна вест. Испротивно на сите и световни и христијански норми и правила, донеле решение детето веќе крстено Андромаха, што во превод значи маж што се бори, да го прекрстат во Евангелија или во добра вест. Добра вест и за нив и за светот. И така Вања го добила своето второ име, своето второ преродување. Ова е црквата Свети Кирил и Методий. Во времето во кое била градена ја викале уште и бугарска црква. Имено, црквата името го добила после словенските просветители. По долги години натегање, подпатување и борби со турските власти и влијанието на патриаршијата, кое што Струмица ја сметала за своја неприкосновена територија, најпосле, во 1911 година, таа била осветена и пуштена во употреба. Но фактот дека од 28 јули 1913 година, по палењето, Струмица останала само со една единствена црква. Останала можноста второто крштевање и новото име Евангелија да го добила токму во оваа црква Свети Кирил и Методий. И така се родил идниот голем бугарски пророк Евангелија Сурчева. Возможно ли е сето ова? Некој кој веќе еднаш се родил и добил свое име, подоцна тој да биде прекрстен и да му се даде ново име. Сосема е реално, затоа што и Евангелија е само една од стотиците илјади македонски приказни за луѓе на кои заради една или друга причина на крајот од 19-тиот и почетокот од 20-тиот век им се менувале имињата и идентитетот. Таа приказна не само со примерот на Евангелија Сурчева, и денес во 21 век за Македонија и македонците ќе стане сурова реалност. Ете зошто Андромаха Евангелија Вања до крајот на животот постојано ќе се прираѓа во потрага по сопствениот идентитет.